Почитувани советници, почитувани представници од медиумите, директори. Отворен 55-та седница на Советот на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 19 советници, отсутни значи нема. Констатираме дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница, доставен и записник од 54-та седница на Советот на општина Кавадарци, одржана ден 28.2.2017 година. Дали има забелешки по записникот од 54-та седница? Доколку нема, ве молам кој е за усвојување на записникот од 54-та седница одржан на ден 28.2.2017 година. Едногласно се усвојува. Со решението за свикување на денешната седница имате добиено предлог на дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Точка 1. Предлог завршна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година. Точка 2. Предлог годишен извештај на општина Кавадарци за 2016 година. Точка 3. Предлог одлука резервирани и обезбедени средства за експроприација во буџетот на општина Кавадарци за 2017 година. Точка 4. Предлог одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари книги од проектот печатање на публикации со прилог СД за документирани филмови македонски искушенија. Точка 5. Завршна сметка на Средното општинско училиште гимназија Добри Даскалов Кавадарци за 2016 година. Точка 6. Завршна сметка на Средното општинско училиште Ѓорче Петров Кавадарци за 2016 година. Точка 7. Завршна сметка на Средното општинско училиште Чиро Спанџел Брко Кавадарци за 2016 година. Точка 8. Завршна сметка на Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци за 2016 година. Точка 9. Завршна сметка на Општинското основно училиште Страшо Пинџор Кавадарци за 2016 година. Точка 10. Завршна сметка на Општинското основно училиште Димката Ангелов Габеров Кавадарци за 2016 година. Точка 11. Завршна сметка на Општинското основно училиште Димката Ангелов Габеров село Ваташа за 2016 година. Точка 12. Завршна сметка на Општинското основно училиште Тоби Хаџитефов Кавадарци за 2016 година. Точка 13. Завршна сметка на Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци за 2016 година. Точка 14. Завршна сметка на Општинското музичко балетско училиште Лазомице Фроле Кавадарци за 2016 година. Точка 15. Завршна сметка на јавната општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци за 2016 година. Точка 16. Завршна сметка на јавната општинска установа Дом на културата Иван Мазов Климе Кавадарци за 2016 година. Точка 17. Завршна сметка на јавната општинска установа Библиотека Феткин Кавадарци за 2016 година. Точка 18. Завршна сметка на јавната општинска установа Музеј Галерија Кавадарци за 2016 година. Точка 19. За извештај за работата на јавната општинска установа Библиотека Феткин за 2016 година. 20 точка. Предлог програма за работа на јавната општинска установа Библиотека Феткин за 2017 година. Точка 21. Извештај за работата на јавната општинска установа Локален музеј Галерија Кавадарци за 2016 година. Точка 22. Предлог програма за работа на јавната општинска установа Локален музеј Галерија Кавадарци за 2017 година. Точка 23. Извештај за работата на јавната општинска установа Дом на културата Иван Мазов Кавадарци. Точка 24. Годишна сметка на Фондацијата за поддршка на мали бизниси за 2016 година. Точка 25. Предлог одлука за отпочнување на постапка за ликвидирање на Фондацијата за поддршка на мали бизниси. Точка 26. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на работно време на вработените на јавната општинска установа за деца Детска градинка Рада Поцева Кавадарци, донесена од управниот одбор на јавната општинска установа Градинката Рада Поцева Кавадарци од 23.2.2017 година. Точка 27. Извештај за редовното работење на јавното предпријатие Јасмин Кавадарци за 2016 година. Точка 28. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2017 година.
Согласно членот 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа предлог одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година за фудбалските клубови. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно се прифаќа. Констатирам дека усвоен предлогот предложениот дневен ред да се дополни со точка 29, предлог одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневен ред за денешната седница и тоа предлог одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година за Црвен крст. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно се прифаќа. Констатирам дека усвоен предлогот предложениот дневен ред да се дополни со точка 30, предлог одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година. Дали има и други предлози за измена и дополнување на досегашниот изменет дневен ред? Божанка Минова и Горан Белевски. Добар ден, почитувани председателски, почитувани колеги советници, медиуми и гости. Би сакала да предложам точка на дневен ред кој што се однесува за оние должници кои што се спрема јавното предпријатие Комуналец, за кои што имаат многу високи камати за плаќање. Тоа е во согласност со законот. Би сакала да ја прочитам оваа информација и со предлог заклучок. Со влегување на сила на законот за извршување од 1.1.2017 година, во која се уредува поволен статус на должниците по основ на комунални сметки, констатација дека има голем број на граѓани должници против кои се спроведува средство за извршување по извршни исправи, пресуди од надлежните судови или нотарски решенија по воведување на извршување врз основа на веродостојна исправа за стари долгови по основ на комунални сметки за вода и други комунални услуги, кои за периодот од настанувањето до исплатата со присилно извршување се оптоварени со превисоки износи на камата и трошоци за извршување. Од почнувањето на извршувањето на горе извршните исправи во последниве години и ако долговите настанале и до 10 години предходно е од објективни причини. И тоа, судовите тогаш надлежни не спровеле благовремено извршување, неправилна достава на извршените исправи и пропусти со незапознавање на граѓаните должници да си ги подмират своите долгови пред проведување на присилното извршување, што ги направило сите долгови стари, односно преоптоварени со превисоки камати и извршни трошкови, најчесто поголеми од главниот долг. Сега, кога се постигнати ефектите од законот за извршување во однос на редовноста на исплатата на комуналните сметки и кога законот за извршување децидно уредува за оваа категорија граѓани должници по основ на комунални сметки, обавезно со налог да се известат да ги подмират своите долгови пред покренување на присилно извршување, како и воведување на институтот вонсудска наплата за комунални сметки. Затоа предлагам Советот на општина Кавадарци да донесе заклучок со следниве препораки. Управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци да донесе одлука за ослободување од камата на должниците граѓани кои имаат пресуди од надлежните судови или нотарските решенија кои како извршни исправи се спроведуваат од страна на извршителите. Како прво, второ, градоначалникот и Советот на општина Кавадарци да донесат одлука за верификација на претходно споменатава одлука за ослободување на камата, одлука
за ослободување од камата по основ на долгови согласно Законот за извршување преку нови барања за извршување или со дополнување на веќе поднесените барања за извршување, да се достава до надлежните соодветни извршители, за да граѓаните должници по основ на комунални услуги во законскиот рок од 3 дена да си ги подбират само главните долгови. И извршителите на намалената вредност на побарувања без делот на камати логички е да ги намалат и трошоците на извршување спрема граѓаните должници по основ на комунални услуги. Тоа е мојот предлог. Дали е тоа предлог за оваа седница или за наредната седница? За оваа седница, ако се прифати. За истата точка, повели Зоран Јованчев, а после Горан Белевски. Почитувана председателка, почитувани колеги и колешки советници. Пред да почне седницата, односно на советот, разговаравме со колешката Минова за нејзиниот предлог. Овој предлог оди во прилог на граѓаните. Ние како советничка група на ВМРО ДПМН ги застапуваме интерес на граѓаните и што ме во интерес на граѓаните, овој предлог ќе го поддржиме. Во прилог на оваа точка оди и одлуката која што има донесено владата на Република Македонија со Законот за извршување, односно Закон за извршители, кој што стапи на сила од 1.1.2017 година. Но само мислам дека ќе се сложи и колешката, овој предлог да помине на комисиите за правно-статутарна, комисијата за финансии, како таква да го препратиме до управниот одбор и на наредната седница да донесеме оваа одлука. Со одлука на управен одбор да донесеме одлука на совет. Предлогот мој е оваа точка на дневен ред да ја ставиме за наредната седница, а ние како ВМРО ДПМН, коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН, ќе го поддржиме. Зошто? Затоа што е во интерес на граѓаните. Благодарам. Благодарам. Божанка, само дали може за предлогот да биде ставен за следната седница? Да помине процедурата како што напред. Тогаш предлагам овој предлог да влезе во записник со заклучок за наредната седница да оди како точка на дневен ред. Не се гласува, останува за другата. Горан Белевски па Ташо Родњански. Почитувани граѓани, почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, предлагам дневниот ред да се надополни со уште една точка, а тоа е предлог одлука за ослободување од плаќање на улично осветлување на собствениците на викендици во местноста Моклиште и населба Тиквешко езеро. Имено овој предлог доаѓа на барање на граѓаните кои што или живеат или имаат викендици во овие места. До сега праксата беше да Општина Кавадарци преку сметките за струја им ја наплаќа оваа комунална такса, иако немаше улично осветлување. Така да, согласно член 6 став 2 од Законот за комунални такси, со одлука на совет овие луѓе ќе бидат ослободени од таа давачка. Затоа сметам дека колегите од ВМРО ДПМН ќе го поддржат овој предлог затоа што е во интерес на граѓаните. Благодарам. Благодарам, советниче. Зоран Јованчев, разговор. Во делот на предлогот, односно предлогот на колегата Горан Белевски, мислам дека пред една година или 2 години имаме донесено ваква одлука за ослободување од комунална такса, односно од улично осветление, оние населби или оние населени места каде што немаме уличен систем, односно улично осветлување. Ние и тогаш го поддржавме тој предлог. Ако тоа не е влезено во пракса, јас предлагам покрај тој предлог да биде и за селата Радња, Куманичево, нели, да се испита каде нема уличен систем, ова одлука да важи и за таму. Значи покрај за Моклиште и за тие села. Ние го поддржаваме овој предлог. Благодарам, советниче. Се чавам, Може да се слушаме, советници? Само овие 2 места не беа влезени во таа предлог одлука. Инаку селата и места кои што ги спомнам, мислам дека се ослободени
од плаќање на улично осветлување. Значи, ако нема и таму Не, мислам дека се ослободените. Само овие две места, Мокриште и Тиклешко езеро не бяха. Благодарам. Предлогот на колегата Белевски го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека едногласно е усвоен. Благодарам. Советникот Ачуранјански два разговор за дополнување на точка на дневен ред. Почитувани председателе, почитувани колеги советници, предлагам нова точка на дневен ред, тоа ќе биде предлог иницијатива. Молам за внимание. Предлог иницијатива за тужба на Македонски шуми. И малку сакам, ако имам можност да образложиме. Дали да биде сега као точка на дневен ред или да биде во точка на дневен ред кај што го третираме, нели, комуналец. Значи, проблеми има сегде, но има еден горешки проблем кој што ги тангира околу 40.000 луѓе, значи околу 30.000 кавадарчани, 10.000 неготинци и луѓето по селото кои што пијат матна вода. Сите сте сведоци на тоа дека последниве неколку дена водата е жолта. Не тврдам дека бактериолошки не е исправна, си има за тоа институции, но водата не е за употреба. Сега, каде е проблемот? Овој проблем ние го имаме инициирано поодамна. Значи, на една седница на Совет спомнав дека Македонски шуми сечат шума таму кај што има извор за пиечка вода, за кој што имаше проект да се донесе до село Радња. Они продолжија да сечат. Над Лукар горе го сомлеа сето. И никому ништо. Значи, по закон, они има одредена метража или километража до извор за пиечка вода, со кој што извор се засегнати илјадници наши сограѓани, они законот не го почитуваат. Во една демократска држава, тој што не почитува закон, оди на суд и судот е тој што ќе одлучи што треба да направи. Сега, со овој проблем се запознати и управниот одбор на ЈП Комуналец, и одлуката не ја знам која е, но и директорот ги има запознато. Зошто ова го инициирам овде да почне? Затоа што не верувам дека ЈП Комуналец може да го реши овој проблем. Значи има еден пат што скоро, нели, е дупнато таму и постојано кал тече долу. Одговорот на директорот на ЈП Комуналец е дека нема филтри што може да се опрат таа боја од калта што оде надолу. Најверојатно знаете дека земјишто над изворот Лукар, таму имало порано и рудник на антимон, има многу сулфури која ќе се обриче тоа место Македонски шуми, која ќе го слупе, нели, комплетно, дека таму има слечишта и ќе ни се случи најверојатно и она што се случи при онаа несреќа од не толку обилни дождови, туку заради несовесно работење, сечење на шума, оголување на терен, нечистење на канали, имавме и мртви во Македонија. И рете еднаш, сега ќе бидам вулгарен, да му го изгориме газот на Македонски шуми од Скопје за да му текне, друг пат што смеа да прават, а што не смеа да прават. Значи не може еднаш го инициираме, они сечат, подоцна го иницииравме како проблем на седница на Совет, они повторно го исекоа над Лукар и сега повторно има, нели, кал во водата. Значи не може да најдам маната до раководството на Комуналец или до тие што таму вработени. Зошто? Затоа што кој е поента? Нема, вика, филтр што може тоа да го сопре. И дај еднаш тие што некни така малку вулгарно, вика, произведуваат дрво, можем го сада дрвото, не знам колку илјадници кубици дрва од Скопје, нели, сечат таму кај што не треба да сечат. И да не спомнам дека извезуваат дрво. Зошто велам дека ова е актуелно? Затоа што не овде Радњански или ние советниците каква вода ќе пиеме. 40.000 луѓе во Тиквешијата пијат од таа вода. И сакам ова овде да се инициира, дали као точка на дневен ред сега, или као точка на дневен ред следната седница, затоа што не сум и баш сигурен дали ќе има следна седница, ова мора да се инициира и да знаат и да се опоменат луѓето од Македонски шуми дека не може да прават како што сакат. Значи не може да го кршат закон. Ете толку од мене како образложение. Дали можеме да го поврзиме со како и претходниот случај што беше предлогот на Божанка, да оставиме за другата седница, да мани на управен одбор на Комуналец да се разгледа, да се спазе процедурата и секако дека или како инспекцијските служби дека направат увид на терен, па нека како еден заклучок дека инспекцијските служби треба да дадат извештај за ситуацијата. Или да направиме едно барање, да направиме национален парк, незаштитени другарство, сечени заштитени. До следната седница да се задолжат инспекторите да проверат ситуацијата на терен каков е, за да имаме извештај. Но сега вие знаете, треба да каже стружни лица. Оставаме за следна седница. Благодарам. Дали има друг предлог за точка на дневен ред?
на наредната седмица или да се инспекциите службите? Слабо заклучок плегу. Доколку нема друг предлог, точките на дневен ред ги ставам на гласање. Кој е за вака предложение од дневен ред? Едногласно се усвојува. Ви благодарам. Точка 1. Предлог завршна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Советникот Доран Пењански, побили советниче? Почитувана председателка, почитувани колеги советници, служби, медиуми и останати. Завршната сметка за 2016 година дава информации за работењето на општината, за остварување на целите и политиките на општината. Имено, приходи имаме 592 милиона 792 519 денари или 9 милиона 638 902 евра. Во однос на планираните 805 милиона денари или 13 милиона евра се 73%, а во однос на ребалансираните 782 милиона 586 се 12 милиона или 12 милиона 724 975 евра, изнесуваат 75,75% на реализација. Додека расходи имаме 586 милиона 877 106 денари или 9 милиона 542 717 евра. Од тие заплати и недоместоци имаме 314 милиона 818 денари или 53% од реализираните приходи. Стоки и услуги имаме 141 милион 545 258 денари или 23% од приходите. Од тие договорни услуги се 29 милиона 545 733 денари или околу 20% од средствата за стоки и услуги. Субвенции и трансфери имаме во износ од 26 милиона 429 590 денари. И социјални бенефиции имаме милиони 600 денари. За изградба, значи, остануваат околу 60 милиона денари или околу 10% од приходите. Зошто постојано овие теми ги спомнуваме кога расправаме за трошењето на народните пари? Затоа што треба да се спореди каква била општината во минатото, каква е сега. Дали се подобри условите, значи, за живот во Кавадарци од претходно? Дали политиките кои ги спроведува градоначалникот се во корис на градот или се во корис на неговата партија? Потребен е баланс во поглед на трошење на парите, во поглед на вработувањето и овозможување на услови за подобро урбано живење. Најголем дел од средствата се трошат за партиски вработувања и прашањето е кој ќе го плати сето тоа. Секој е човек, секој треба да се вработи, но тоа не е единственото прашање кое што е во доменот на водење на општината. Ако реално погледнеме во завршната сметка, ќе видиме дека најголемите средства се трошат за плати. Ако ја споредиме таа бројка со бројката за капитални инвестиции, ќе видиме дека има еден огромен дисбаланс како резултат на политиката на ВМРО да си купи гласачи. На тоа, кога ќе се додадат трансферите од општината кон фокус групи и социјалните бенефиции кои што ви гарантирам дека повеќе од 50% се тенденциозни и значат фаворизирање на активисти и потенцијални гласачи, тогаш треба да си неписмен, за да не сватиш дека оваа политика ги фаворизира едни, а ги брка од државата со таа фаворизација другите. Го уништува бизнис секторот во исто време и затоа што прашуваат вработените од пријатниот сектор кој го плаќа овој циркус. Таа политика ја уназадува општината во нејзиниот развој и се повеќе ги травматизира граѓаните со цел да се обструират нивните чувства
и да се лажат истите, дека се некој друг ни е крив, најчесто некој од страна ни е крив и целта на крајот е продуцирање на конфликти. Постарите доаѓаат и прашуваат че има ли војна. Таква представа правите и сето тоа го финансирате со народни пари. Кај се ветените проекти? Каде е земјоделската берза? Да дефинираме од тука што е земјоделска берза. Која е улогата на општината во поддршката на земјоделски издруженија и асоцијации? Има ли релевантни, валидни такви асоцијации или имаме момок на владата кој треба да ги заматува земјоделците само? До сега до нивите требеше да има истампонирани полски патишта. Имаме ли такви? Немаме ли? Што се случува со градскиот зелен пазар? Паркот го уништиме. Полигон за полагање неа. До каде е изградот на покриен базен? Што е планот со објектите во новиот центар? Значи, планираниот суд, младинскиот дом и станица за централно грење. Која е стратегијата во врска со тие објекти? За изградба на улици, водоводи и одводи, вклучително и објекти, имаме околу, горе-доле, 1 милион евра или околу 10% од буџетот. Да не зборуваме за трговски центар или пак подземниот коридор кој што е и на седница на Совет помеја. Што станува со култивизирање на појазот околу Теквешто езеро? Каде е инфраструктурата, асфалтирани патишта, комуникацијски врски, планско уредување и изградба на насладбите. Се што е заедничко, значи, се што е вредно, овој градоначалник и неговиот дел од советниците поклон го дади на приватни фирми блиски до партијата. Приходите ќе беа многу поголеми, ако беше реализирано зонското паркирање онака како треба. Ако мини хидроцентралите беа направени и правилно изменаџирани во поглед на собственоста. Езерото ако беше во владение на водостопанство. Ако не им се земеа ингеренциите на водостопанство и не се централизираше раководењето од Скопје. Ако винската куќа беше издадена и беше во функција. Но во исто време, иако функционираше правната држава и во СЕС и се водеше контрола во сработењето на општината. Многу потреби се напластени и граѓаните барат задоволување на тие потреби и решавање на проблемите. Затоа треба многу сериозно да се пристапи кон анализа на буџетот и завршна сметка и критички да се дебатира со цел да се помрднат работите од мртва точка. Еден цитат прочитав од еден мој пријател на Фейсбук, многу интересен, че го прочитам и вас. Историјата е вика чудна работа. Ако ја лажираш, таа те казнува. Ако и се предадеш, таа те казнува пак. Ако доцнеш со историјата, таа пак те казнува. Епа тврдокорник, домовци, мислите ме, историјата ве чека вас да ве казни. Благодарам. Дали друг советник ба разбор? Милица? Сметничката Милица Андова? Почитуван председател, колеги советници, медиуми, граѓани и останати. Молам за внимание. Во врска со Советниците ги молам за точката внимание. на дневниот ред за завршната сметка, сакам да кажам дека таа го покажува дефинитивните резултати од извршувањето на буџетот за изминатата година и ги открива приходите и расходите кои што ги остварила општината и начинот на кој што е спроведувана буџетската политика и трошењето на истите. Сето тоа е надополнето со годишната програма која што по пропишана форма подетално ни е објаснето што и како е работено изминатата година. Следејќи ги завршните сметки 2014, 2015, 2016 година, генералното остварување на приходите се движи некаде околу 550 милиони денари или околу 9 милиони евра вкупни приходи кои што се трошат по разни основи. И текот на трошењето е идентичен од година во година, со тоа што во годинешната завршна сметка се разликува само за задолжувањето, односно земањето на кредит на
општината во износ од 40,8 милиони денари, од кои се реализирани 23 веќе потрошени. На почетокот на донесувањето на буџетот беше димензионирана една многу висока ставка од 807 милиони денари, кој што навистина не беше реален и поради тоа го ребалансиравме неколку пати во годината за да го доведеме до некоја си реална состојба од 741 милион денар, за на крајот пак да се сведе на износот кој што од година во година се остварува и реализацијата да се движи на 76%. Во делот на приходите значајно има отстапување од планираното на капиталните приходи, кои што од ниво на 79 милиони се остварени само 15 милиони и символично остварување од 19%. Потврлање има и во делот на трансферите од централната власт, од планираните 20 милиони се реализирани само 700.000 денари, значи централната власт потврлила во однос на општина Кавадарци и која е причината заради ваквиот низок износ на реализација, што било планирано да се реализира со овие средства, односно кои проекти се планирале, значи тие проекти останале нереализирани. Како и секоја година, и оваа година изостануваат приходите кои што се остваруваат од странските донации, односно од Светска банка, Европска унија, ги немаме домашните донатори, единствено имаме кредит од Светска банка, не некоја донација по некој проект. Трошењето како се одвивало, и тоа нема некоја посебна карактеристика во однос на реализација на некои побитни проекти. Пола од буџетот и повеќе од пола, 52%, ако го гледаш глобалниот буџет, оди за плати на вработените тука во администрацијата и на образовните и културните институции, каде оди остатокот на средствата. Нема да се задржувам на оние што се за образовните институции, има доставено завршни сметки и од завршните сметки на тие образовни институции се гледа дека располагаат со голема сума на пари, а не знам кој му води контрола и евиденција на начинот на трошењето на парите на образовните институции. Нема внатрешен ревизор, немаме ниту ние извештај, ниту пак општината има некаков увид во начинот на функционирањето и на трошењето на средствата на образовните институции, а општо јавна тајна е начинот на кој што тие функционираат и трошат и не сакам да навлегувам во таа дискусија. Во однос на буџетот на општинската администрација имаме заплати 670.000 евра, стоки и услуги за телефон, струја, вода 360.000 евра, за материјали 184.000 евра, поправки, тековно одржување 319.000 евра, тука се и привремените вработувања и сума сумарум во однос на капиталните расходи е износот многу мал, што укажува во однос на реализацијата на проектите. Многу повеќе се слагаме да оттуџиме нешто, отколку ние да го земеме и да го изменаџираме, како што е случајот со паркирањето изминатата година, претходно со јавното осветлување, а сега истото го работиме и со мини хидроцентралите, за да сме добивале некои приходи на општината во износ на смешна некоја како чирија за издаден стан. Каде се проектите, каде е паркирањето? Воопшто, нели најдовте приватен партнер, го нема тој да ни го реши сообраќајното решение во градот. Потоа, што се случува со влезот од Росоман? Цела година е раскопан, воопшто никој не знае таму што се случува. Да не зборувам за други проекти. Правиме некоја реконструкција на детска градинка која што воопшто и не го решава проблемот со големиот број на деца. Че згрижиме некои 100 деца, а проблемот со детската градинка повторно стои како нерешен. И во делот на задолжувањето, ако ги гледаме изминатите години, постепено се намали задолжувањето на општина Кавадарци во однос на добавувачите, ама за сметка на тоа си земавме кредит, па така да исто е сега задолжувањето од 1 милион евра. Сума сумарум, целокупното работење минатата година се сведило на некои тековни трошења, ништо капитално. Голема штета за граѓаните на општина Кавадарци со оглед на тоа што се работи за приходи кои што се остваруваат од даноци на граѓаните и имаме се уште тажни и депресивни лица на млади кои чекаат бугарски пасоши да ја напуштат ваквата ситуација. За ваквото расипничко работење многу скоро ќе му дојде крај, а и некој многу дебело ќе одговара за ваквите состојби кои што се случуваат.
Ви благодарам. Благодарам советничке. Дали друг советник бара збор? Советникот Сашо Петров. Почитувани граѓани на општина Кавадарци, почитувани советници, почитувани медиуми и останати гости. Како точка на дневен ред ни е завршната сметка на општина Кавадарци или точка со која што се гледа целосното работење на општина Кавадарци. Да речеме дека со завршната сметка на буџетот е еден вид на подсетување, еден вид на освестување или подсетување за сето оно што беше ветено во изминатата календарска година, а не беше остварено од страна на градоначалникот, а при тоа и не беше остварено. Во текот на изминатите 2 мандати на градоначалникот Александар Панов, тој многу вети, но ништо не оствари. Ветуваше брда и долини, но на крајот имаме еден тотален хаос и тотален колапс во работењето на општина Кавадарци. Појдовната точка на мојата дискусија за завршната сметка ќе биде едно од неговите интервјуа, неговото интервју кое што беше на многу бомбастичен начин најавено во медиумите, а тоа беше интервјуто направено во Дневник на 13 ноември 2015 година. Интервјуто имаше еден така бомбастичен наслов кој што гласеше: Кавадарци во 2016 година ќе го достигне врвот на економскиот развој во Македонија. А сега мојата дискусија ќе ја насочам и во насока на анализа на неговото интервју. Но Кавадарци сепак тој најавуваше дека 2016 година ќе биде економски бум на општина Кавадарци, но од завршната сметка може да се види дека 2016 година е една од послабите години на економски план за општина Кавадарци. И ќе кажам и зошто секако. Анализирајќи го интервјуто збор по збор, реченица по реченица, сватив само едно: дека од бомбастичното интервју, така најавувано, бомбастично беше само насловот. Додека суштината и целта на интервјуто и работата на општина Кавадарци е катастрофа. Или да речем дека интервјуто е еден вид на давање на лажна надеж за граѓаните. Да ве потсетам исто така дека градоначалникот Александар Панов имаше и соопштение за јавноста со кое што тој се извинуваше пред граѓаните за лошо реализираната година во 2014 година. И сега во 2015 година исто така имавме една лоша година и за градоначалникот Панов да не направи дополнително соопштение за јавноста каде што тој ќе се извинува и пак на негова штета че имаме негативни поени, тој се реши со еден медиумски спин да направи едно интервју со кој што ќе им даде надеж на граѓаните на општина Кавадарци дека во 2016 година ќе биде најдобрата година од неговото владење. Но стигна завршната сметка и видовме дека резултатите се катастрофални. И во делот на комунална изградба и во другите делови. Од завршната сметка на буџетот можеме да видиме дека катастрофална е состојбата и во другите гранки, како што се земјоделието, стопанството, културата, спортот, социјалата, образованието, урбанизмот, здравството и се она што го содржи еден општествен живот на еден кавадарчанец. Во завршната сметка се гледа начинот на работењето на основните и средните школи, на Домот на културата, на јавното предпријатие Комуналец, на музеј и галеријата, на музичкото училиште, на спортската сала Јасмин, на детската градинка, на противпожарната станица, на градската библиотека. Или со еден збор, сите овие институции представуваат коцки од еден мозаик. Но не е онаков мозаик, каков што го знаеме мозаикот кој што е направен од страна на нашиот познат и ликовен уметник Чемерски, туку е од еден многу лош сликар, а нажалост тој сликар е градоначалникот на општина Кавадарци. Кога го носевме предлог буџетот за 2016 година, ние предвидовме буџет од 13,5 милиони евра. Ние како советници од Социјалдемократскиот сојуз и НСДП
укажувавме на таквото мегаломанско проектирање на буџетот. Укажувавме на тоа дека буџетот не е ни приближно онаков каков што треба да биде. Но вие советниците од власта не убедувавте и заедно со градоначалникот не убедувавте на спортивното дека тој е оној вистинскиот буџет со кој што општина Кавадарци ќе добие економски препород. Тоа го правите и последните 4 години. И од тука би го поставил прашањето, логично е да се постави прашањето зошто општина Кавадарци секоја година планира такви големи буџети кои што не се реални, за на крајот да имаме големо отстапување. Јас го разбирам отфрлувањето од 5, 10 и 15% во планирањето на буџетот, но не можам да го разберам отфрлувањето на буџет во процент од 38, 37 до 40% потфрлање на буџет. Исто така да подсетам дека од првото планирање на буџетот имавме 2 ребаланси на буџетот. Во продолжение ќе ви кажам и неколку лоши и негативни работи кои што ги затекнаа граѓаните на општина Кавадарци во изминатите 2016 година, но градоначалникот на чело со вас советниците од власта донесовте катастрофални одлуки или погрешни одлуки кои што беа на штета на граѓаните или воопшто и не донесовте никаква одлука. Најпрво, во бомбастичното интервју на градоначалникот имаше пасус или дел каде што тој ветуваше дека централниот дел или улиците во централното градско подрачје во 2016 ќе бидат реконструирани. Ништо од тоа. Може да видиме дека од завршената сметка, сметките каде што се реконструкција на улиците, изградба на нови улици, имаме 50% реализација. Да се вратиме на одлуката за воведувањето на јавниот паркинг. Со помош на добро познатиот метод на јавно-приватно партнерство, ние каква одлука донесовме? Направивме голема штета на општина Кавадарци. Наместо да го решиме проблемот со паркингот и да воведеме за тој платен јавен паркинг, да се реши хаосот на општина Кавадарци, да има приходи од таа казнена политика, затоа што да се разбереме. Платниот паркинг е казнена политика, казнена одредба со која што граѓаните ние ги тераме да не ги користат своите возила затоа што треба да платат одредена сума. И секако со тоа требаше ние да имаме и финансиски средства позитивни за буџетот на општина Кавадарци. Но исто така да се разбереме дека со јавното приватно партнерство и со тој метод ние не го решаваме хаосот во сообраќајот. Тој е бројот на возилата секоја година се зголемува и ние како сериозна локална самоуправа и сериозен совет, ние требаше да обезбедиме изградба на нови јавен паркинг или да обезбедиме нови паркинг места. Со тоа би го решиле ние проблемот за јавниот паркинг. Но изградбата на таков сериозен објект кошта некаде на околу 2 до 3 милиона евра. Како трето, со години градоначалникот ветуваше изградба на аквапарк. Ги убедуваше најнапред граѓаните преку анкети дека граѓаните се изјасниле за изградба на аквапарк, па подоцна дека граѓаните сакаат затворен базен и тој порача на штета на општината физибилити студија, која што најверојатно кошта некаде на околу од 3 до 4.000 евра за градење на затворен базен. За после некое време градоначалникот да ја отфрли таа изработена физибилити студија и да немаме никакво решение за градскиот базен. Секоја година, но и оваа година да ве процетам со откупот за грози. Голем дел од лозовите насади и грозието остана по нивите. Голема економска штета претрпеа лозарите затоа што ние како локална самоуправа не застанавме на страна на лозарите, туку застанавме на страна на винариите. И покрај апелите од страна на советниците од опозицијата, 5 месеци пред да почне откупот на грозието, баравме јавна седница и тоа седница на плоштадот, каде што ние,
луѓето кои што сме избрани со граѓаните, заедно со граѓаните ќе дојдеме до решение на тој проблем. Градоначалникот наместо да направи јавна средба и да се состани со граѓаните кои што него го избрали, му дале мандат, тој се реши да отиде во Неготино и со граѓаните на Неготино да направи средба, за да го реши проблемот во Тиквешијата. Исто така сакам да прашам до каде е состојбата со подпорните зидови. Подпорните зидови настанаа на штета на временските услови кои што ги имавме и имавме и комисии кои што излегоа на терен. Дел од тие подпорни зидови ги извадивме и од програмите. Поради таа временска непогода исто така имавме и предизвикана штета кај пчеларите. Докаде исплатата на финансиските средства за штетите кои што ги имаа и пчеларите. Ништо од тоа. Градоначалникот во интервјуто во Дневник исто така најавуваше завршување на генералниот урбанистички план. И таму потврди градоначалникот. Најавуваше решавање и на проблемот за детската градинка, но наместо сериозен концепт за решавање на проблемот со детската градинка и изградување на нова детска градинка на некоја нова урбанистичка парцела, градоначалникот се реши заедно со советниците од страна на градоначалникот заедно се извинувам, што е проблем? Во ред, фала. Но исто градоначалникот се реши да направи нова детска градинка на постоечка парцела и тоа во кругот на брзата наитната медицинска помош, кој што проект кој што е надвор од сите правилници за изградба на детската градинка. Во делот на културата да се потсетиме за настанот кој што е најбитен за општина Кавадарци, и тоа е Тиквешкиот гроздобер. Секоја година се соочуваме со се помалку посетители, се помалку настани, некои нови настани со кои би привлекле нови посетители. Во самиот статут на општина Кавадарци стои дека овој настан е од стопански, културен и туристички карактер. Ниту едно од трите овие наведени. Ние како советници од страна на опозицијата наведовме неколку начини на организирање на Тиквешкиот гроздобер, но тие не беа прифатени од страна на советниците на власта и се соочуваме со она што се соочуваме и денеска. Веќе со години зборувам за правилникот за промена на финансирање на невладиниот сектор. Наместо да се издвојат поголеми финансиски средства за финансирање на невладиниот сектор и тие финансии да ги добијат сериозни невладени организации кои што ќе сработат сериозни проекти, кои што ќе бидат од корист на граѓаните на општина Кавадарци. Ние оваа година потрошивме некаде на околу 14 милиони евра и му дадовме по 10, по 20, по 30 илјади денари на невладени организации кои што не можат да сработат ама баш ништо со тие 30 илјади денари. И за крај, последната седница имавме отпис на долгови. Општина Кавадарци отпиша некаде на околу 800.000 евра долгови кои што беа направени од разни страни. Во тие 800.000 евра отпишани долгови можеше да се направат и нова детска градинка, и неколку улици и други работи, кои што се секако од нужна потреба на граѓаните на општина Кавадарци. Но мене ме загрижува фактот што во тој документ отпис на долгови најдов на контото 1302 побарување од вработените за боневи за бензин. Од тука сакам да ја прашам председателката на Совет, која што има земено значителна сума, висока сума за боневи за бензин, а станува збор за 141.000 денари. Бидејќи председателката
и сакам лично да ми одговори на неколку прашања. На какви состаноци председателката на Совет ја има представувана општина Кавадарци? Секако заради тоа би следувало земање на тие финансиски средства. На каква меѓународна манифестација или меѓународен состанок исто така председателката на Совет ја представувала општина Кавадарци за да ги земе тие финансиски средства? И на крај, зашто председателката на Совет ги искористила тие финансиски средства? Ви благодарам. Благодарам, советниче. Дали имаше некое прашање до службите или само до председателката? Само да прашам, не ще си одговорам, ме интересира дали нешто имаше од вашата дискусија до некои служби, затоа што ништо не беше од коментарот во однос на финансии. А инаку во однос на патните трошкови следуваат, како што знаеш колега, следуваат не само на градоначалникот, не само на председателот на Советот, туку и сите советници кои што имаат потреба, имаат право по закон да земат патни трошкови. А инаку за ваша информација, тие освен за пат не може за ништо друго да се користи. Дали има некое друго прашање? Поведе советниче. Председателке, како што можем да видам од официјален документ на општина Кавадарци, само вие и градоначалникот Александар Панов имате користено патни трошкови. И колегата Секалиев, кои што се многу малку. Други никој од колегите советници, членови на Совет, градоначалник, немат користено. Ви благодарам. Благодарам, советниче. Христо Секалиев, Варажбор. Колега Сашко, само да ти одговорам, да не испадне дека не сум одговорил. Сум взимал патни сметки, патни сметки пишува кај сум одел, 90% од одењето сум бил со тебе заедно. Тата не земиш ти карти, сум взимал јас. Сме биле заедно или не сме, треба да кажеш. Очигледно и... За во интерес на јавност. Така. Бидејќи граѓаните треба да ја знаат вистината. Христо Сакалиев има земено патни трошкови 14.000 денари. Тие 14.000 денари, точно е Христо Сакалиев, дека на меѓународен настан јас и ти сме биле заедно. Ајде така. Но ја и ти сме биле, сте ја представувале општина Кавадарци. Прашањето ми беше доставено до председателката на Совет, бидејќи каде председателката на Совет на кое службено патување била за да ги користи овие финански средства. Мислам, бев доволно јасен. Колега Сашко, и самите знаете дека председателката не оде на такви службени патувања како што вие одите, каде што секако се взимате дневници кои што следуваат на советниците од општина Кавадарци. Меѓутоа сакам уште едно појаснување, да кажам дека председателот на Советот има право на користење на службено возило во општината, но поради неможноста службеното возило да го користам, затоа користам сопствено возило. Значи не е спорно дека и советниците, доколку имат потреба, и председателот на Советот, и градоначалникот за патни трошкови законски имаат право да користат или службена кола, или да користат бонови за возило. Значи, ако има уште некое друго прашање во однос на првата точка на дневниот ред, ги молам советниците за дискусија. Исто може заедно да ја разгледуваме и втората точка, значи предлог годишниот извештај на општина Кавадарци за 2016. Значи разгледувавме и првата и втората точка. Доколку нема повеќе дискутанти, Зоран Јованчев, председател на Комисијата за финансии Барасбор, и како координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН. Почитувани колеги, на денешната седница на Совет имаме точка на дневен ред завршна сметка, односно разгледување и усвојување на завршна сметка. Бројките и цифрите
не сакам да го коментирам, ќе кажам на кратко дека од делот на приходниот дел остварувањето на буџетот е 75,75, значи скоро 76%, во исто толков дел е и во расходниот дел. Значи, завршна сметка е тоа огледало на лицето на работењето на локалната самоуправа за изминатата година. Сега сакам со една моја дискусија не да правам реплика на претходните дискутанти, но да го кажам моето мислење, бидејќи беше спомната мојата политичка партија, односно ВМРО ДПМН, од некои од претходните колеги. Ако се споредуваме со нашите опоненти, кои што се лево ориентирани, односно Социјалдемократскиот сојуз, ја сакам да кажам дека ние како ВМРО ДПМН, у делот на изградбата на инфраструктура, на училишта, на фабрики, патишта, имаме 9 пати поголем учинок од опозицијата. 9 пати. По земеделието, бидејќи беше спомнато и делот по земеделието како сме ги купувале гласовите, сакам само да спомнам дека Социјалдемократскиот сојуз, кога беше на власт и кога ја практикуваше власт од 1992 до 1998 година, издвојуваше во делот на субвенциите 5 до 7 милиони евра за нивни партиски членови. Владата на ВМРО издвоја 150 милиона евра и тие се за сите граѓани на Република Македонија. Ако се споредуваме исто така со концептот на лево ориентираната партија и ние како десно ориентирана ВМРО ДПМН, сакам да кажам дека во времето на Социјалдемократскиот сојуз, ова се статистички мерки, статистички показатели и податоци, вели вака, во нивното владење процентот на невработеност беше 37,5% или највисок во Европа. 37,5% највисок во Европа. Сега, пред недела дена, официјално од Завод за статистика, процентот на невработеност е околу 23% и со тенденција да опаѓа. Сакам да кажам дека ВМРО ДПМН постојано ги зголемува пензиите, платите во јавниот сектор, како и зголемувањето на минималната плата во приватниот сектор. Но најважни проекти на ВМРО, а кои се од значење на граѓаните пред се за нивниот секојдневен живот, а тоа се стабилноста на Република Македонија, редовната плата и пензија, инвестиции, подобри услови за трудниците, за градинките, за учениците, за студентите, за земјоделците, за спортистите, за уметниците, за сите нас. Сега сакам една мала ретроспектива да кажам само, или моја анализа. 4 прворангирани причини да го разорат животот на поединецот на едно семејство се смрт на близок од семејството, тешка болест во семејството, отслужување на затворска казна и останувањето без работа на главата на семејството. Ова четвртата можеби е и прворангирана. Во изминатите години во независна Македонија знаеме во кој период, ако не ќе подсетиме дека во периодот на транзицијата, во периодот на приватизацијата на фабриките, преку 350 до 400.000 луѓе останаа без работа. Семејства без никаков приход. Заканите на вашите челници дека кога ќе дојдете на власт ќе бркате вработени, за среќа нема никогаш да ви се остварат, бидејќи народот не ви дава доверба за да ја спроведите оваа мазохистичка политика. Сега до колегата Зоран Бањански. Не е тука, но ќе му кажам дека не е фер од негова страна да се користи со манипулации у делот на социјалните трансфери. Во таа комисија за финансии и буџет учествуваме јас, Зоран Јованчев како председател, Горица Пеливанова, Анита Гинова Каракутова, Милица Андова и господин Зоран Бањански. У делот на социјалните трансфери имаме категоризација на кое семејство спрема социјалниот момент да му одвојуваме средства. У делот на лекувањето, значи од овој буџет одвојуваме средства и за лекување. Впрочем, и денес имаме таква точка на дневен ред, мислам дека предпоследната точка е одвојување на средства за лекување. Да не ги користиме овие моменти, социјалните случаи и болните за поентирање, политичко поентирање. Не е добро да ги користиме
маките на луѓето у делот на точката за завршна сметка. Ние ќе ја поддржиме, односно ќе гласаме за завршната сметка. Се надевам дека не е оваа последна седница, че имаме уште една седница да дебатираме за претходно усвоените точки на дневен ред од колегата Белевски, од колешката Минува. Благодарам. Благодарам, советниче. Реплика бара советникот Сашко Петров. Колега Јованчев, подобри услови за трудниците во општина Кавадарци. Добро, ние немаме гинеколог, колега Јованчев, во општина Кавадарци. Нашите сопруги одат во плодност, одат во државна болница да направат тестови испитувања да се породат. Дали го знаете тој факт? Дали го знаете фактот дека во последните 3 години Република Македонија е прва по бројот на умрени новороденчиња во Европа? Не е точно. Проверете Завод за статистика и ќе го видите податокот. Инвестициите. Многу сакате да се фалите со тие странски инвестиции. Не дека е лошо да привлечете странски инвеститор да дојде, да отвори нови работни места. Това е добро. Но прашање е исплатливоста и прашање е колку финансиски средства од централниот буџет на Република Македонија се одвојуваат за тие странски инвестиции. Ние не знаеме. Не знаат пратениците, не знаат министрите, не знаат граѓаните на Република Македонија. Знаат само странскиот инвеститор и поранешниот премиер на Република Македонија Никола Груевски. Тоа е државна тајна. Ниту пак знаеме по колку основи се финансира и се субвенционира. Во официјален документ на влада на Република Македонија стои дека странската инвестиција Дрекстер Мајер од Кавадарци се субвенционира во наводници по X основ за износ од прашалник и има одреден текст. По 6 такви основи. Не се знае по кој основ и не се знае колкава сума. Една ден, кога, а тој ден ќе дојде многу брзо, кога ќе се направи ревизија на целовкупното инвестирање, ќе видиме по колку финансиски средства се одвоени од буџетот. Па да видиме дали би било подобро тие финансиски средства да бидат трансферирани до домашните компании и да направиме јако домашно стопанство, каде што ќе произведуваме наши македонски производи, а не ќе произведуваме производи германски кои што се произведуваат во Република Македонија. Јас сметам дека подобро би било ние да направиме наша јака економија и домашни јаки фирми, отколку да ги јакнеме странските компании. Благодарам, советниče. Дарин Чаков, советник. Горан Белевски. Колега Јованчев, ќе ви реплицирам во делот на приватизацијата. Вашата дискусија во делот на приватизацијата. Не знам дали се сеќавате, во 2010 година пратеничката група на СДСМ во парламентот поднесе предлог за незастарување на сите кривични дела поврзани со приватизацијата. Тој предлог од страна на Никола Груевски, односно ВМРО ДПМН, не беше прифатен. Кога зборувате за приватизација, мене ме интересира конкретно за Кавадарци. Ако испаднете од општина Кавадарци, десно ќе видите една зграда Ругова, претходно што беше познат хотел Балкан, приватизиран во време на ВМРО ДПМН од луѓе блиски на ВМРО ДПМН. Пола центар во Кавадарци беше на Вишешница, приватизиран од страна на првиот човек, поранешен покоен, од страна на ВМРО Вишешница. Да зборувам ли за Таска, да зборувам ли за други компании? Значи,
Пак ќе повторам, во 2010 година Социјалдемократскиот сојуз поднесе предлог сите дела поврзани со приватизацијата да не застаруваат. Од ВМРО ДПМН тој предлог не беше прифатен. Друга работа, Никола Груевски со само еден подпис на ФСЛ 2 аранжманот остави без работа 30.000 луѓе. Само со еден подпис. Фирми во Крушево, во Прилеп, во Куманово, во Скопје и така. Благодарам, советниче. Дали друг советник бара збор по првите две точки од дневниот ред? Доколку никој не бара збор, точката 1, предлог завршна сметка над буџетот на општина Кавадарци за 2016 година, ја ставам на гласање. Кој е за? Единаесет. 12 за, против? 11 за, 5 против, 1 воздржан. Констатирам дека предлог завршната сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година е усвоен. Втора точка, предлог годишен извештај на општина Кавадарци за 2016 година, го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, против? 5 против, 1 воздржан. Констатирам дека предлог годишен извештај на општина Кавадарци за 2016 година е усвоен. Точка 3. Предлог одлука за резервирани обезбедени средства за експроприација на буџетот на општина Кавадарци за 2017 година. Дали некој бара збор? Божанка Минова. Јас по ова точка би сакала да добием информација од службите дали во овие средства кои што се планирани за експроприација се влезени некои имовински прашања кои што се врзани со изградбата на некои улици, и тоа местна заедница Слога на улица Праведничка, во местна заедница Браќа Досеви улица Бабуна, во местна заедница Кула Орце Николов и во местна заедница Глишич улица Коле Неделковски, кои што беа и влезени во планот и програмата за 2016 година уште. Ако можем од службите, дали може да дадат објаснување дали овие улици се ставени? Советничката Божанка ќе добие писмено известување, затоа што така немаше и на комисијата обработено кои се улици припаѓаат. Значи, одговор ќе добиете написано. Дали има друг советник за дискусија по точката 3 од денешниот дневен ред? Доколку нема, точката 3, предлог одлука за резервирани обезбедени средства за експроприација во буџетот на општина Кавадарци за 2017 година, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 4. Предлог одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари книги од проектот печатење на публикации со прилог CD за документирани филмови македонски искушенија. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 4 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 5. Завршна сметка на Средното општинско училиште Гимназија Добри Даскалов Кавадарци за 2016. Од точка 5 до точка 18 имаме завршни сметки на средните и основните училишта. Јавните институции кои што основаче општина Кавадарци, би сакала доколку имате барате збор за дискусија, да отвориме дискусија за сите училишта заедно, а да ги гласаме поединечни точки. Дали некој бара збор? Затоа што никој не бара збор, точките по редослед поединечно ги ставам на гласање. Точка 5. Завршна сметка на Средното општинско училиште Гимназија Добри Даскалов Кавадарци 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 6. Завршна сметка на Средното општинско училиште Шумарски училишен центар Ѓорче Петров Кавадарци за 2016 година. Кој е за?
едногласно се усвојува. Точка 7. Завршна сметка на Средното општинско училиште Чирос Панџо Брков Кавадарци. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 8. Завршна сметка на Општинското основно училиште Тошо Велко Пепитов Кавадарци за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 9. Завршна сметка на Општинското основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 10. Завршна сметка на Општинското основно училиште Димка Дангела од Габера од Кавадарци за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 11. Завршна сметка на Општинското основно училиште Димка Дангела од Габеро, село Ваташа за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 12. Завршна сметка на Општинското основно училиште Тоде Хаджитефов Кавадарци за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 13. Завршна сметка на Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 14. Завршна сметка на Општинското музичко балетско училиште Лазомице Фрале Кавадарци за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Завршна сметка на Јавното општинско училиште Детска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 16. Завршна сметка на Јавното општинска установа Дом на културата Иван Мазов Климе Кавадарци за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 17. Завршна сметка на Јавната општинска установа Библиотека Феткин Кавадарци за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 18. Завршна сметка на Јавната општинска установа Музеј Галерија Кавадарци за 2016 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 19. Извештај за работата на Јавното општинско училиште Библиотека Феткин за 2016 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 19 ја ставам на гласење. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 20. Предлог програма за работа на Јавното општинско училиште Јавната општинска установа Библиотека Феткин за 2017 година. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 21. Извештај за работата на Јавната општинска установа Локален музеј Галерија Кавадарци за 2016 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 21 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 22. Предлог програма за работа на Јавната општинска установа Лазовица Локален музеј Галерија Кавадарци за 2017 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 22 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 23. Извештај за работата на Јавната општинска установа Дом на културата Иван Мазов Климе Кавадарци. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 23 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 24. Годишна сметка на Фондацијата за поддршка на мали бизниси за 2016 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 24 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 25. Предлог одлука за отпочнување на постапка за ликвидација на Фондацијата за поддршка на мали бизниси. Дали некој бара збор? Божанка Минова. Оваа точка, која што се однесува на предлог од одлуката за отпочнување на постапка за ликвидација на Фондацијата за поддршка на мали бизниси, че гласам против од аспект дека овој проект беше на општина Кавадарци со кој што имавме двострук бенефит. Првиот бенефит се однесуваше на поддршката на малите бизниси. Колку за подсетување, проектот беше реализиран во соработка на општина Кавадарци со UNDP, а тука своји донации дадоа и еминентните фирми во општина Кавадарци. Целта на овој проект беше да се поддржат мали бизниси, 25 фирми беа поддржани
и од нив 70% беа успешни приказни. Ваквиот тип на поддршка на малите бизниси почна да го практикува и владата на Република Македонија во 2009 година. Другиот бенефит кој што го доби општина Кавадарци беше тоа што овој проект беше прогласен за најдобар проект од страна на Европска Унија, кој што беше во конкуренција со големите општини како што се Скопје, Велес, Штип, Струмица и така натаму. И како награда доби 250.000 евра кои што беа наменети за изградба на дел од кејот. Сметам дека оваа фондација треба да продолжи да функционира, да ја дадеме живот, да почне да диши, да се унапредува и усовршува незината работа, да не се окинува со што ова би се исполниле и општинските мерки за враќање на буџетските средства кон граѓаните. Сметам дека со тоа би ги поддржале во делот на вработувањето и самовработувањето. Че спомнам и че го поврзам со училиштата кои што се кај нас во град Кавадарци. Тоа се средни стручни училишта кои профилираат кадри кои што излегувајќи од училиштата се подготвени за да отпочнат свој бизнис. Пример че го земам еве земјоделско-шумарското училиште, за кое што најодговорно тврдам дека кога го завршуваат своето образование, се стручно подготвени да се отпочнат самостојно да работат или да соодветно одговорат со своето вработување. На овие млади луѓе точно знам дека им треба поддршка за да го направат тој чекор, за да си ја обезбедат својата екзистенција. Токму од тие причини сметам дека ова фондација треба да обстои и да се обидеме да ја дадеме една, што велат, инекција да почне да функционира. Благодарам. Советнички, дали друг советник бара збор по точката 25? Доколку никој не бара збор, точката 25 ја ставам на гласање. Кој е за? Десет за, против? 5 против, 6 против, воздржан 1. Констатирам дека точката 25, предлог одлука за отпочнување на постапка за ликвидирање на фондацијата за поддршка на мали бизниси е усвоена. Точка 26, предлог одлука за давање согласност на одлука за утврдување на работно време на вработените во јавната општинска установа за деца, градинката Рада Поцева Кавадарци, донесен од управниот одбор на 23.2.2017 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 26 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвоила. Точка 27. Извештај за редовното работење на јавното предпријатие Јасмин Кавадарци за 2016 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 27 ја ставам на гласање. Кој е за? 12 за, против, 5 против, 5 воздржани, против нема. Констатирам дека точката 27 е усвоена. Точка 28. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2017 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 28 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвоила. Точка 29. Предлог одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 29 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвоила. Точка 30. Предлог одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2016 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 30 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвоила. Со тоа, само момент, точката на 31 беше 31. Да не ја заборавиме предлогот си извин. Дали е за точка 30? Момент, само уште една предложител.
Дневниот ред го дополнивме со предлогот на Горан Пелевски. Предлог одлука за определување на населеното место без јавно осветлување и ослободување од плаќање на комунални такси за јавни осветлување. Тоа беше Моклиште и Тиквешко езеро. Дали има дискусија по оваа точка на дневен ред? Значи тоа е 31, доколку нема точка да ја ставам на гласање, кој е за? Едногласно се усвои. Советникот Сашко Петрова, Не, сам сакам да се извинам на новинарката Светлана Дарудова за поради лоша интерпретација на еден од електронските медиуми. Интервјуто е направено во Дневниот вестник вечера, не во Дневниот вестник Дневник. Само за тоа. Благодарам. Со гласањето на точката 31 се исцрпува дневниот ред на денешната седница на Советот на општина Кавадарци, со тоа 55-та седница ја затварам. Ви благодарам.